Нови деловни поврзувања и пристап до европските проектни фондови овозможува договорот за соработка кој денеска го потпишаа обединетите бизнис клубови од Бугарија со Бугарско-македонскиот бизнис клуб. Во моментов ОБК брои 2500 членки, а целта е да се грижи за микро, мали и средни предпријатија, за занаидчии и самовработени. Председателот на Бугарско-македонскиот бизнис клуб Никола Поп Илиев на денешното потпишување рече дека со оваа соработка ќе се отвори широко поле на можности како со поврзување на голем број фирми од Бугарија, така и поврзување со европските фирми кои се во соработка со оваа асоциација. Друг аспект на полза од ова соработка е достапот до повеќе европски фондови кои асоциацијата на бизнис клубовите е во контакт со високо поставени европски функционери и институции, бидејќи Бугарија е членка на Европскиот сојуз, и ќе ни овозможи достап до ефтини средства за поттикнување на разни дејности во Македонија, како во општествениот сектор, така и во приватниот сектор. Обединетите бизнис клубови ќе настојуваат да им помогнат на членките на Бугарско-македонскиот бизнис клуб во поврзувањето со своите членки, како и во создавањето можности за нови заеднички проекти и иновации. Председателот на Обединетите бизнис клубови Веселин Халачев рече дека малите и средните бизниси се грбот на економијата на Европската унија. Нивната поддршка е една од основните политики на Европската комисија. Повеќето од европрограмите се насочени на мали и средни бизниси. Сето тоа опфаќа 99,8% од економијата на стариот континент, така што во оваа насока има исклучително многу инструменти за поддршка. За бизнеса в Македонија, за малки и среден бизнес Бизнесот во Македонија, за мали и средни бизнеси, за општините и урбаните заедници. Ние би можеле со едно добро партнерство дури и во денешно време да привлечеме солиден капитал, за да може македонската економија да зајакне. Ние би можеле да привлечеме и 1 до 2 милиарди евра само ако бидеме активни помеѓу двете земи. Може и вашата економика да се исправи. Халачев додаде дека овие средства би дошле преку Хоризонт 20, кој има специјален инструмент за мали и средни предпријатија, кој би можел да добива по 2,5 милиони евра неповратни средства. Така што треба да имаме интересни проекти за мал и среден бизнис, како и иновации, бидејќи без иновации немаме можности на светските пазари. Треба да сме иновативни и да се бориме за проектите, потенцираше Халачев.